Вие до 15 септември веќе треба да ги снимате оперативните интервенции, што значи треба да имате обезбедено камери во операционите сали. До каде е таа процедура во вашата установа? Да, во нашата установа, тама каде што имаме лапароскопски техники, значи лапароскопија, односно фибер техника, имаме со столбовите, имаме и камери, тоа е значи изводливо, можеме да сликаме артроскопија на колено, можеме да сликаме лапароскопски интервенции најчесто на жолчка, на тумори на дебело црево, тука немаме проблем, освен што ни фалат одредени софтверски моменти во кои ние ќе имаме можност да го тоа ставиме на CD или на DVD или на хард диск, со тоа што е многу битно да се напише денот, времето на интервенцијата, пациентот и сите кои учествувале во оперативниот процес. Операторот, првиот асистент, вториот асистент, инструментарката и тоа да биде како видеозапис со сите податоци. Имаме малку поголем проблем за отворените оперативни интервенции. Значи, ние добивме добра врвна опрема, која имало можност, ние сега, овие денови сега испитуваме, бараме на пазарот, бараме одредени технички карактеристики. Значи, една камера за една операциона сала, цената се движи од 10 до 25.000 евра, што е релативно скапо, зборувам со сето што е придружно, значи да има еден монитор и да има еден софтвер и да има хардвер во кој ќе се даваат и похрануваат податоците, на крајот режат на CD или на DVD и чуваат во нашата архива и да бидат достапни на барање на судот и на други органи доколку за тоа дојде потреб. Значи ние сега го испитуваме пазарот, се двоумиме дали ќе бидеме мокни, ние фактички материјално дали ќе бидеме мокни за оваа година тоа да го поднесеме, секако не, значи ќе бараме одложено плаќање за наредната година. Не знам дали ќе бидеме комплетно способни до 15 затоа што е тоа тендерска процедура и сакаме да видиме дали ќе можеме со не така високо резолутивни камери со HD да можеме да постигнеме соодветен квалитет. Значи се обидуваме да добиеме податоци од оние што ги испорачаа светлата во операционите сали, бидејќи имаме искуство од другите земји дека во рачката на светлото може да се вгради камера. Ние сега се распрашуваме од фирмата што ги испорача светлата, но ние беше речено вчера дека нема подготовка за да се монтира камера. Значи мораме посебно да инвестираме во камери. Сега хирурзите нормално негодуваат каде ќе биде таа камера, дали ќе можеме постојано да остави простор за камерата да снима. Најлогично е камерата да биде поставена на рачката на светлото, значи точно фокусирана во оперативното поле, за да нема пречки од главите, рацете, нели, на операторите и асистентите. Јас сметам дека до крајот на оваа недела, ако на почетокот ние ќе распишеме одреден тендер кој ќе ги добиеме неопходните технички карактеристики, Министерството за здравство достави одредени можеби не комплетно доречени технички карактеристики да бидат штортс компатибилни, без дефиниција за техничките карактеристики и сега ние со другите хируршки установи се консултираме да видиме што тоа мора да го имаме. Ние, значи, ниту хирурзите, ниту јас сме против ова, окей, нека се снима, но тоа се сепак дополнителни трошоци. Така, тоа сакам да кажам, прашам колку би чинело вкупно за целата болница? Па ние имавме вака сега, видите, ние имаме сега моментот 6 операциони сали, а 2 ќе бидат готови за 8 до 10 месеци, ова што е америчката нели донација. Значи ние треба да обезбедиме за 8 операциони сали. Во тие имаме 2-3 столба, тие ќе сликаат само значи лапароскопски, односно сите операции кои се работат на колено артроскопски. Тоа да, но во тие истите сали се работи и отворена хирургија. Значи ние мораме да обезбедиме 4 хируршки сали, 2 општа хирургија, 1 ортопедија, 1 урологија, офталмологија и орала и уште 2 нови сали. Значи она што ние го имаме како некаква претпоставка колку тоа би чинело за овие сали, се движи некаде од 130 до 150.000 евра, за да ги обезбедиме со високорезолутивни камери од HD технологија. Сега ние одиме со можност да купиме можеби не така бренд, значи нешто што задоволува технички карактеристики кои ги изготвува нашата техничка служба, во согласност нели со другите хируршки установи, да можеме да купиме некаква технологија која ќе биде со одложено плаќање и нормално поевтина, бидејќи знаете, оваа економска криза сите установи Ќе можете ли? Па видите, едно е дека ќе можеме, дали ќе можеме и ова, дополнителен трошок кој секако дека ќе мораме да го поднесеме.